Економијата во Република Македонија бележи пад за над 30% од проектираниот. Народната банка на Република Македонија го намали проектираниот раст на економијата од 3,2 на 2,3%. Ова, почитувани, уште еден доказ за лошите економски политики на Зоран Заев. Ова е доказ за неспособноста на СДСМ, Заев, Тевдовски, Андјушев и останатите во владата. Економското црно трио Заев, Тевдовски, Андјушев се класични гробари на македонската економија, за жал. Немањето капацитет и економски план за раст, односно негрижата за бизнис секторот и за и така кревката економија, а единствено грижа за нивните лични бизниси и лични сметки ја доведе економијата на нашата држава до тука. Ветуваа 5, 6 и 7% раст, а веќе 2 години економијата тоне секој дневно. Почитуваната гувернерка на Народната банка на Република Македонија, образложувајќи го извештајот за макроекономските проекции за периодот 2018-2021, потенцира дека и така минималниот раст кој можеби ќе биде возможен до крајот на годината е благодарение на извозот од фирмите и инвестициите во слободните економски зони. Дополнително, нивото на раст е катастрофално ниско и од ниско ниво на реализација на капиталните инвестиции, кои за 3/4 од годината изнесуваат само 1/4 од годишно предвидените. Ова е жално. Ситуацијата на сите им е јасно колку е лоша, ако се земе предвид дека оваа влада сем задолжувања, ништо друго всушност не знае да работи. Неосновано и без потреба јавниот долг од почетокот на годината до септември е зголемен за скоро 400 милиони евра. И покрај огромното задолжување нема ниту раст, ниту инвестиции. Никој не знае на што се потрошени близу 400 милиони евра нето задолжување во време кога проектираниот раст на економијата изнесува само 2,3%. Каде ли завршиле милионите со кои што не задолжи оваа власт? Почитувани, не смееме да дозволиме оваа економска катастрофа да продолжи. Доколку ова темпо на задолжување без покритие и понатака се применува, сериозно ќе се доведе во прашање способноста на економијата за сервисирање на долгот кој што веќе го имаме, а државата може да стане неликвидна. И се стремиме кон тоа, за жал. Граѓаните тонат во сиромаштија и се повеќе се зголемува бројката на сиромашни во Република Македонија. СДСМ мора да си замине. Што порано, толку подобро за економијата и за граѓаните. Благодарам на вниманието.